Екс-помошник министер и раководителка од секторот за набавки во МВР во 2018 и 2019 година договарале тендери во 4 очи. Финансиската полиција им поднесе кривична пријава за злоупотреба на службената положба затоа што наместо да спроведат редовна постапка за избор на фирми за поправка и сервисирање на возилата на МВР, преку распишување тендер, донеле одлука набавката да се изврши преку итна постапка без објавување оглас. Покани испратиле само до одредени компании кои во просек си наплатиле по околу 150.000 евра. Станува збор за 6 фирми, односно јавни набавки со вкупна вредност од речиси 800.000 евра. Врз основа на што првопријавениот ЖТ склучил рамковна спогодба по итна постапка со преговарање без објавување оглас, на кој начин првопријавениот заедно со второпријавената овозможиле противправна имотна корист за носителите на набавката. Поранешниот функционер во МВР свесно и со однапред утврдена намера не донел одлука за јавна набавка од отворена постапка за сервисирање на возилата на МВР, иако тоа требало да го стори во декември 2018, како што било предвидено со дополнувањето на годишниот план на Министерството за таа година, велат од Финансиска. Тогашниот помошник министер не презел действија за навремено отпочнување и објавување редовна постапка. Ја загрозил безбедноста на вработените во Министерството за внатрешни работи, со што ги довел возилата во состојба на дефектажа и неможност да се сервисираат. Тогашната началничка на секторот за набавки, менеджмент и логистика на МВР, Финансиска ја товари затоа што не задолжила лица за објавување оглас за јавна набавка и со тоа не им дала шанса на други заинтересирани фирми да учествуваат во постапката.